Книга на пророк Аги, прва глава. Во втората година на царот Дарий, во 6-тиот месец, во првиот ден на месецот, Господовото слово дојде преку пророкот Агеј на Зоровавел, синот Салатилов, јудејски управител, и на Исуса, синот Јоседеков, врховен свештеник. Вака зборува Господ над воинствата. Овој народ зборува: уште не е дојдено времето да се изгради пак Господовиот дом. Затоа дојде Господовото слово преку пророкот Агеј: а вам ви е време да живеете во покриени куќи, додека овој дом е разурнат. Затоа Господ над војските сега зборува вака: обратете ги своите срца на вашите патишта. Сеете многу, а собирате малку. Јадете, а не сте сити. Пиете, а не можете да се напоите. Се облекувате, а не ви е топло. Трудбеникот ја заработува платата, ја става во скината кожена торбичка за стрели. Господ над воинствата зборува вака: обратете ги своите срца на вашите патишта. Отидете во гората, донесете дрва и подигнете го пак домот. Тоа ќе ми биде мило и ќе се прославам, зборува Господ. Се надевавте на изобилство, а ете малку е. Што ќе донесете дома, јас ќе го дувнам. А зошто, говори Господ над војските? Затоа што мојот дом е разурнат, додека секој од вас се грижи за својот дом. Затоа небото се заклучи и не дава роса, а земјата не ги подава своите производи. Јас ја повикав сушата на земјата и погорите, на житото и на виното, на маслото и на се што раѓа земјата, на луѓето и на добитокот и на секој со мака добиен плод. А Зоровавел, синот Салатилов, и Исус, синот Јоседеков, врховен свештеник, и сиот останат народ, ги послушаа гласот на Господа, својот Бог, и зборовите на пророкот Агеј, како посланик на Бога, и народот се исплаши од Господа. Тогаш Агеј, Господов гласник, пратен од Господа, му рече на народот: јас сум со вас, говори Господ. Господ го разбуди духот на Зоровавел, синот Салатилов, јудејски управител, и духот на Исуса, синот Јоседеков, врховен свештеник, и духот на сиот останат народ, да тие дојдоа и се зафатија со работа во домот на Господа над воинствата, својот Бог. Тоа беше во 24-тиот ден на 6-тиот месец, во втората година на царот Дарий. Втора глава. Во 7-тиот месец, во 21-тиот ден на месецот, дојде Господово слово преку пророкот Агеј. Рече им вака на Зоровавел, синот Салатилов, јудејски управител, и на Исуса, синот Јоседеков, свештенички поглавер, и на другиот народ: има ли уште некој меѓу вас кој го видел својот дом во неговата стара слава? А каков го гледате вие сега? Според оној, не е ли тоа како ништо во вашите очи? И така, биди јунак, Зоровавеле, слово е на Господа. Биди јунак, Исусе, сине Јоседеков, главен свештенику. Биди јунак, народе на сета земја, на работа, зашто јас сум со вас, зборува Господ над воинствата. Поветувањето што ви го дадов вам кога излеговте од Египет, мојот дух останува сред вас. Не бојте се, зашто Господ над војските зборува вака: за малку и јас ќе ги растресам небесета и земјата, и морето и копното. Ќе ги стресам сите народи, за да дојде богатството на сите народи и ќе го наполнам со слава овој дом, зборува Господ над воинствата. Златото е мое, среброто е мое, зборува Господ над воинствата. Славата на овој дом ќе биде поголема отколку на првиот. Слово е на Господа над војските. И ќе му дадам мир на ова место. Слово е на Господа над војските. Во 24-тиот ден на 9-тиот месец, во втората година на царот Дарий, дојде Господовото слово преку пророкот Агеј. Господ над војските зборува вака: праша ги свештениците што вели законот и речи: кога некој би носел во скутот на својата облека осветено месо, или ако би се допрел со скутот до леп, до јадење, до вино, до масло или до каква и да е храна, дали тоа ќе стане свето? Свештениците одговорија: не. Агеј праша натаму: кога некој кој се онечистува допирајќи мртовец, ќе допре нешто од она, дали тоа ќе стане нечисто? Свештениците одговорија: ќе биде нечисто. Тогаш Агеј рече вака: таков е и овој род, таков е овој народ пред мене, говори Господ. Такво е секое дело на нивните раце и се што принесуваат тука, се е нечисто. А сега размислете во срцето од денешниот ден за напред, пред да почне да се става камен на камен во Господовото светилиште. Какви бевте? Му доаѓавте на куп,
од 20 метри, а беа само 10. И доаѓавте на кацата за да зафатите 50 мери, а беа само 20. Го удирав со суша, со пламеница и со град секое дело на вашите раце. Но никој нема кај мене, говори Господ. Затоа внимавајте добро од денешниот ден за напред. Од 24-тиот ден на 9-тиот месец, кога почна да биде граден Господовиот дом. Внимавајте добро, има ли уште семе во житницата? Ни вилновата лоза, ни смоквата, ни калинката, ни маслината не даваат плод. Но од овој ден, јас ќе ги благословувам нив. Во 24-тиот ден на истиот месец му дојде Господовото слово на Агај повторпат. Речи му вака на Зоровавел, јудејскиот управител: Јас ќе ги растресам небесата и земјата, ќе ги оборам престолите на царствата и ќе им ја уништам силата на царевите на народите. Ќе ги превртам бојните коли и оние во нив, ќе бидат оборени нивните коњи и коњаници, ќе паднат од мечот на својот брат. Во тој ден, говори Господ над воинствата, ќе те земам Зоровавеле, сине Салатилов, мој слуго, говори Господ, и ќе те ставам како печат, зашто тебе те избрав, говори Господ над воинствата.